Министерството за внатрешни работи функционира вообичаено во сите области, оцени заменик министерот Митко Чавков во однос на состојбите по понудената оставка на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и укинувањето на неговите одлуки од страна на владата. Министерството функционира нормално бидејќи овластувањата и надлежноста на министерот не се доведени во прашање, туку доведени се во прашање со одлука на владата само оние незаконски решенија и акти што тој ги има донесено од ноември минатата година досега, изјави Чавков. Одлуката на владата и поништувањето на решенијата одговорно тврдам дека не придонесуваат за нарушување на системот за функционирање на МВР. Напротив, се создадоа претпоставки за исправање на овие еклатантни кршења на законските прописи и кршењето на системот за кариера, што е вграден во Законот за внатрешни работи, изјави Чавков. Европската унија да и помогне на Грција да го испразни кампот во Идомени, побара македонскиот председател Ѓорги Иванов во интервју за грчката телевизија Мега по неделниот инцидент на јужната граница и обидот на поголема група мигранти насилно да влезат во Македонија. Прашан за реакциите на грчките власти по неделниот инцидент, Иванов состав: Грчкото министерство за надворешни работи, наместо да праќа демарши, треба да не извести за сето она што се случува со денови во кампот Идомени од страна на така наречени волонтери, лица кои го организираа сето ова и делеа летоци на арапски јазик и вршеа подготовка за насилно влегување на наша територија. Нашето министерство за надворешни работи ги извести сите земји долж Балканската рута и членките на Европската унија за сето она што се случуваше за време на инцидентот, затоа што се е снимено и се е документирано. Но освен тоа, припадници на полицијата на земјите членки на Европската унија кои помагаат на нашата полиција ги известија своите земји за сите детали од овој инцидент, рече председателот Иванов во интервју за грчката телевизија Мега. Од планираните 131 дефектолог за ангажман во училиштата од 1 септември годинава, 74 ќе бидат во основното образование, а 57 во средно, информира заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Одлуката што е донесена минатата недела на редовна владина седница, како што појасни, важи за сите училишта што го известиле министерството дека имаат потреба од ваков кадар, заради тоа што имаат одреден број ученици со известни посебни образовни потреби, на кои им е неопходна соодветна стручна помош и поддршка за правилен развој и тек на образование. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска одржува средба со политичките партии од коалицијата за подобра Македонија. Средбата е во тек во Порта Македонија во центарот на Скопје. Австралиската пратеничка Алана Мектиернан ја повика австралиската влада да ја признае Македонија под уставно име. Мектиернан, која минатата недела беше во посета на Македонија, вели дека Австралија треба да им се придружи на своите сојузнички држави во признавањето на македонското уставно име. Грчката влада водеше една навистина византиска кампања за да ја принуди малата држава да прифати апсурдно име, поранешна Југословенска република Македонија, и ги нарекува незините граѓани фиромјани. Грција инвестираше огромен капитал за да го задржи ветото за македонскиот прием во Европската унија и во НАТО во изминатите 20 години. Од друга страна, оваа мала држава со 2 милиони жители се бори да го модернизира своето мултиетничко население и да создаде работни места за да ја намали стапката на невработеност. Австралија би требала да внесе доза здрав разум во оваа ситуација и да ја признае државата како Република Македонија, слично на САД, Британија и Европската унија, изјави Мектиернан пред австралискиот парламент. Председателите на Република Словенија Борут Пахор и на Република Хрватска Колинда Грабар-Китаровиќ денеска и утре престојуваат во посета на Република Македонија на покана на шефот на државата Ѓорги Иванов. Како што соопшти од кабинетот на председателот, попладнето во Вила Водно ќе се одржи трилатерална средба на Иванов со Пахор и Грабар-Китаровиќ. Според програмата, тројцата председатели утре ќе го посетат граничниот камен 59 на македонско-грчката граница и привремениот транзитен центар, каде ќе имаат средба со полицајците од Република Словенија и Република Хрватска кои им помагаат на македонските безбедносни сили.